Денеска православната црква ги празнува преподобниот Кирејк Отшелник, светите маченици Дада и Говделај и светиот Теофан Милостив. Преподобниот Киријак Отшелник роден е во Коринт од родителите Јован и Евдокија. Татко му Јован бил презвитер, а местниот епископ Петар негов роднина. Во раната младост епископот го поставил за чтец на соборната црква. Читајќи го Светото писмо, младиот Кирејк се восхитувал на промислата Божја, како ги прославила сите вистински слуги на живиот Бог и како го устроила спасението на човечкиот род. Во својата 18-та година, желбата за духовен живот го одвела во Ерусалим. Во Ерусалим стапил во манастирот на некој Божји човек Евсторги, кој му ги дал почетните упатства во монашкиот живот. Потоа отишол кај светиот Евтимиј, кој го прозрел како иден голем духовник, го облекол во схима и го испратил на реката Јордан кај светиот Герасим, каде што Кирејк поминал 9 години. По смртта на Герасим, повторно се вратил во манастирот на светиот Евтимиј, каде што останал во безмолвие 10 години. Потоа, местата за живење ги менувал едно по друго, бегајки од човечката слава. Се подвизувал и во обителта на светиот Харитон, каде што најпосли го завршил својото воземен пат, навршувајќи 109 години од својот живот. Прославен подвижник и чудотворец, светиот Кирејк бил крупен и силен во телото и таков останал до длабоката старост и покрај тешкиот постип деењето. Во пустината понекогаш со години се хранел само со сурово зеле. Многу ревнувал по верата православна, изобличувајќи ги ересите, а особено Ереста Оригенова. За себе зборувал дека откако е монах, никогаш не го видало сонцето да јаде ниту да се гневи на некого. По уставот на светиот Харитон, монасите јаделе само еднаш дневно и тоа по заоѓањето на сонцето. Кирејк бил големо светило, столб на православието, пофалба на монасите, моќен исцелител на болните и благ утешител на тажните. Поживувајќи долго во корис на мнозина, се преселил во вечната радост на својот Господ во 557 година. Светите маченици Дада и Говделај. Дада бил персиски големец и роднина на царот Сапор, а Говделај син на истиот цар. Кога светиот Дада јавно ја исповедал верата своја во Христа, царот Сапор наредил та го мачеле со остри маки. При тие маки, Дада со името Христово направил големи чуда, кои што толку силно влијаеле на царевиот син Говделај, што и тој поверувал во Христа. Незнабожниот цар не го поштедил ни својот син, туку и него го ставил на тешки маки. И Дада и Говделај го прославиле Бога со истрајното трпение и многуте чуда и во маки ги предале своите души на Бога. Пострадале во 4-то столетие. Со нив пострадале затоа што верувале во Христа и сестрата на Говделај, Каздоја и главниот маѓесник Гаргал. Светиот Теофан Милостив. Богат граѓанин од Газа, толку бил милостив што раздавајќи им го својот имот на бедните и самиот станал бедник. Пред крајот на животот го нападнале водена болест и во таа болест издивнал.
но од неговото тело потекло целебно миро со кое болните се исцелувале.